Ова издание на Newsflash ке гледате. Како белоруско-литванската граница се справува со илегалните имигранти, колку тие успеваат да стигнат далеку. Не само убавите и витки луѓе може да станат модели. Една агенција работи со модели од сите големини форми и раси. Во Вашингтон постои група која работи на собирање податоци за птиците кои умираат откако ќе удрат во некој објект додека летаат. Останете со нас и ќе дознаете повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Јован Чанаумовски, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Белоруско-литванската граница е место за преминување на илегални имигранти, претежно од Африка и Блискиот Исток. Но тие не успеваат да стигнат далеку, благодарение на литванската погранична полиција. Литванија има наплив на илегални имигранти. Над 1300 само во првата половина од 2021 споредено со 80 во 2020. Се движиме кон еден од најмалку заштитените делови од границата меѓу Белорусија и Литванија, откаде илегалните мигранти најчесто влегуваат во Литванија. Имаше контролен пункт, но поради COVID-19 е затворен повеќе од 1,5 година. Се уште има жичана ограда и камери, но останатиот дел од границата има ниска ограда. Секој ден пограничните литвански агенти тука пресретнуваат десетици легални мигранти, претежно од Африка и Блискиот Исток. Веројатно се носени тука. Гледат имате траги од возила на тревата на белоруската страна. Ние обично ги фаќаме на границата, но понекогаш успеваат да влезат подлабоко во земјата, но само неколку километри. Не стигнуваат далеку. Денес, над 2000 бегалци живеат во монтажни кампови во Литванија. Бран од мигранти не забавува. Дојдовме од Белорусија, немав избор. Мојата земја е во војна, сакав да заминам било каде е побезбедно, да живеам во мир, во било која земја, можеби во Германија. Литванците кои живеат во близина на границата се наоѓаат во непријатна ситуација. Некои се против камповите за бегалци. Други им помагаат на властите да се справат со неочекуваниот бран мигранти. Беше изненадување за сите нас, за нашето село, за властите, за сите во Литванија. Многу луѓе се обидуваат да помогнат. Например, бегалците не пијат вода од чешма, а сите од селото пиеме. Им носиме вода од извор. Министерот за одбрана на Литванија Арвидас Анаушкас беше на границата со Белорусија да го надгледува поставувањето на жичаната ограда. Тој најави дека литванската армија ќе помогне колку што може. Во екстремни ситуации армијата може да биде повикана да им помогне на локалните и на државните институции. Ова е ситуација во која се наоѓаме. Претходно помагавме со логистика во изградбата на бегалскиот камп со шатори, но можеме и сигурно ќе помогнеме повеќе. Како дополнување на монтажните кампови, мал број мигранти се сместуваат во празните хотели. Им се дава и други намирници, додека не им дојде редот да бидат сослушани за добивање асил. Не само убавите и витки луѓе може да станат модели. Една агенција работи со модели од сите големини форми и раси. Дел од нив се најдоа на насловните страници на најпознатите светски магазини за мода. Изминативе неколку децении модната индустрија се отвори кон прифаќање луѓе од различна возраст, раса и големина. Но Бријана Мараја, основачка на модната агенција V-Speak, смета дека и натаму нема доволна инклузивност. Така што во 2012 година таа отворила сопствена агенција и покрај скептицизмот. Кога ја отворив агенцијата, се сеќавам дека имав реакција од колешка која ми рече дека ова нема да функционира. И оти веќе постојат агенции за покрупни модели. Но јас продолжив да го работам ова, бидејќи за мене тоа е начин да ги славиме сите различности. Денес таа работи со преку 130 модели со различна форма, висина, пол и раса. Има модели со Даунов синдром и кожни болести и сите од нив се наште на насовни страници на магазини, реклами и на модни писти, испраќајќи порака за рамноправност и прифаќање на телото. Моделот Даниел Сотер, која работи во главниот град Вашингтон, вели дека е добро време да се работи на разновидност во модната индустрија. Повеќе од кога и да било досега имаме различни модели од сите големини, форми, родови и раси. Сутер вели дека социјалните мрежи помогнале да се најдат нови и различни модели за реклами. Таа смета дека незиниот Инстаграм блог и помогнал да ја лансира незината кариера во 2014 година, кога се приклучила во модна агенција во Вашингтон.
Но некои потрадиционални модели велат дека сега се критикуваат и обвинуваат за промовирање на нереални очекувања. Влада Росвалкова е една од најпопуларните руски модели на Западот. То есть сейчас я такая, какая есть. Се појави дисбаланс. Јас сум таа што сум и луѓето сега ме критикуваат, оти сум правила да се чувствуваат непријатно во сопствените тела. Практично треба да се обвинам за тоа што сум. Многу е сложено и секако дека сакам да има некој вид баланс. Некои велат дека еден таков пример е одлуката на популарниот бренд за долна облека Victoria's Secret да престане да работи со моделите познати како ангели. Мислам дека требаше да ги направат поинклузивни и да ја сочуваат програмата. Victoria's Secret одсекогаш биле многу секси. Зошто сите луѓе да не можат да бидат секси? Погледнете колку прекрасна работа направија Фенти и Риана со сите големини родови. Модели на Victoria's Secret сега си актерката Пријанка Чопра и професионалната фудбалерка Меган Рапиноу. Мне што нравится тенденција сейчас. Ми се допаѓа трендот да се гледа и карактерот на моделот. Повеќе не се работи само за убава слика. Сега луѓето сакаат да знаат повеќе за моделите и тоа е одлично. Индустријата се менува за нови времиња. Една група во Вашингтон работи на собирање податоци за мртвите птици. Оние кои умираат откако ќе се судрат во стакло или зграда. Таквите податоци ќе им послужат ваквата несакана појава да се избегне во иднина. Почнав да се интересирам за дивиот свет зашто израснав во куќа полна со животни. Татко ми беше ветеринар. Одевме да наблюдуваме птици и кампиравме. Lights Out DC е група што бара птици кои се судриле со прозорци. Птиците што ги наоѓаме се типично неотропски мигранти. Тие презимуваат на Карибите, Централна и Јужна Америка. Напролет летаат назад каде што се парат. Птиците мигрираат ноќе. Светлата ги збунуваат. Удираат во стакло. Ова е зграда каде наоѓаме значителен број на птици кои удриле во стакло. Разговаравме со менеджментот на зградата и тие се согласија да ги намалат светилките. Забележавме минатата есен намалување на повредени птици. Кога светлото не е толку силно, помага. Кога ќе најдеме мртва птица, се обидуваме да документираме се што може за случајот. Може да видите дека крвари од клунот. Датумот, времето во утрото кога ја најдовме, локацијата, нешто што е специфично за птицата. Правиме запис со сите информации што ги користиме да направиме поента. Ние сакаме да изградиме заедница на луѓе што знаат како да имаат интеракција со дивиот жив свет. Таа ги чува малите пилиња. Тие пливале и таа веројатно ги довела овде да се стоплат и исушат. Таа самата може да генерира топлина, доволно да ги загрее. Патките се многу харизматични животни и луѓето ги сакаат. Ги носат децата да ги гледаат. Мислиме дека ако ги едуцираме за тоа што прават патките, луѓето повеќе ќе уживаат во искуството. Тоа знаење може да се примени и за други животни и за начинот на кој ќе ги гледаат. Зашто со сиот тој жив свет ние го делиме овој град. И тоа беше се во ова издание на Newsflash на Гласот на Америка од студиото во Вашингтон. Јас сум Јован Чономовски, а за повеќе информации следете на социјалните мрежи или посетете нашата страна glasnaamerika.com. Пријатно!